Нови 250 садници ќе го разубавуваат коритото на река Отиња во Штип. Во претходниот период започна активностите за уредување и разубавување на централното градско подрачје со уредување на коритото на река Отиња. Претходно се постави подземен систем за наводнување, се работеше на проект за целосно осветлување на коритото на реката, а тенденција е да се овозможат премини под мостовите. Истовремено продолжуваат активностите за чистење на урбаните заедници, настани кои ќе се спроведуваат секој викенд. Оваа пролет ќе продолжиме со работните акции за време на викенди за расчистување на урбаните заедници, нешто кое што во изминатите 2 години го практикувавме и оваа година во секоја урбана заедница ќе се направат акции за чистење. Ги повикувам нашите сограѓани да ни се приклучат. Исто така по однос на проектот за уредување на коритото на река Отиња, сакам да нагласам, да истакнам дека е извршено комплетно осветлување на коритото на река Отиња. Поставени се повеќе од 170 канделабри кои што веќе се ставени во употреба. Наша цел е да се практично овозможат премини под мостовите кај гимназијата Славчо Стоименски и мостот кај црквата Свети Никола, за да можеме да имаме една целина за сите пешаци кои што пешачат рекреираат во самото корито на река Отиња. Освен во централното градско подрачје, тековни активности на терен има и во населбата 8 ноември и населбата Баби. Целта е градот и сите населени места да бидат уредени до пролетниот, односно летниот период. Во моментот во реката Отиња се засадуваат зимзелени садници од врстата Уреа Нана. Во паркот во 8 ноември идејата на јавното претпријатие е да се засадат повеќе видови на листопадни садници, бидејќи не само да извршиме разубавување на самата населба и на самиот парк, туку и едукативно да влијаеме на граѓаните и на помалите генерации за запознавање и третирање на самите видови на дрвја. Бидејќи целта на јавното претпријатие е подигање на свеста на помладите генерации за видот на дрвата кои се во нашето окружување и оние што се автентични сорти да можеме да ги препознаваме како видови на садници. Финансискиот износ е во 3 фази. Едната фаза е за поставување на подземниот систем за наводнување кој чинеше околу 500.000 денари, а за садници се издвоени 250.000 денари.